Нема правила на игра. Во демократијата важи едно правило, дали граѓаните ве сакаат, дали граѓаните ќе гласаат за вас, за нас и за сите нас. Тоа е отворено прашање, не како што ние мислиме. Граѓаните се тие што треба да кажат. Ние ќе кажеме овде врз основа на прашањата што ги поставува почитуваниот водител на оваа емисија. Меѓутоа, важно е едно, и со тоа треба да се помириме. Ние што сме помали партии, тоа е отворено прашање. Причините треба да си ги најдеме во нас, зашто сме помали партии. Има многу работи за кои треба да се каже зашто сме помали. Ако е тоа така, мислам нештата што се добри, ние не можеме против нив да кажуваме дека не се добри. Кој колку ќе освоил, исто така да кажуваме дека повеќе партии ако влезеле тамо, дека ќе била подобра демократијата, дека во парламентот дека подобро ќе се работи. Тоа се легитимни политички концепти. Имаше 63 пратеника ВМРО ДПМН, па резултатите секоја политичка партија има право да повикува, има право се да каже, како што и овде се кажува. Не сум против тоа. Да, повелете, кажете. Па и почитуваниот премиер ако тоа го кажал, тоа е негово право. Да, јас го прашав, легитимно е да го коментирате. И на Заев негово право да каже дека ќе победи. 100% нема да победи. Тоне, како кај знаете дека нема да победи? Сигурно нема да победи, не може да победи со критики. Како и вие овде што критикувате, нема да победи. Ама не критикувам, јас се кажувам програмата, не критикувам. Ве мола. Народот не прифаќа критики, народот прифаќа да кажете вистината. Имајќи у предвид, јас ова ќе ви на крај, ќе ви кажам. Имајќи у предвид, многу реални треба да бидеме. Нема глумење тука. 22 години, 23 тераме демократија. Демократијата не подразбира желби. Демократијата подразбира народот да те поддржи. Државата не гарантира вработување. Борете, и тука сме вечерва да кажеме програма, платформа, дозволите. Имајќи у предвид колку гласачите. Која е ваша? Ова ќе ви кажам, многу отворено ќе ви кажам. Бидејќи вие сакате отворено, ја ви замерив малу месецкате мене. Не ве сецкам, бидејќи јас се обидувам да дојдам до суштината. Вие само ги заобиколувате прашањето. Читајќи програмата на ВМРО ДПМН, што е направено, колку проекти се спроведени, колку реформи. Јас ве прашувам за вашата програма, за програмата на ВМРО ДПМН, ние поканивме гости, тој одбиде да ви кажам. Тој се уште немаме одговор. Ние во нашата програма, сега ќе ви кажам, ве молам немесецките, ќе ви кажам. Во нашата програма ние немаше место, особено од социјален аспект, што е све направено за социјалата. ВМРО ДПМН како десна партија има толку многу на социјален план решено прашање што на вистина не остана ништо. Не остана ништо, скоро не остана ништо. Значи вие ја потпишувате програмата на ВМРО ДПМН и со неа излегувате. Имајќи у предвид што е се направено за држава. Имате ли нешто во вашата? Да престанеме со ВМРО ДПМН. Јас ве прашувам, вие сте председател на Социјалдемократската партија на Македонија. Сигурно да имаме, како да немаме. Повелете ли, кажете. Ја ви кажав дека имаме. Без промоција, тоа потпаѓа под друго, под друг дел. Према тоа, имаме ние што да кажеме. Добро, да слушнеме нешто накратко, бидејќи времето не прегаса. Докажувања ги кажавме и ќе завршам со следното, за да биде на сите јасно и пред македонските граѓани. Сакам да чујат, овде не сме за нас овде. Овде сме дојдени за да чујат граѓаните. Да, повелете. Врз основа на сето тоа што е направено во државата, што е направено. Поново стојам на тоа. Не одбегнувам од ова. Како гледа меѓународната заедница? Какви резултати се нижат од ден на ден? Со сите слабости, има и слабости, нормална работа. Не цути сегде, само може да се додаде. Ја тие додавања кажав. Мислам дека Република Македонија има најдобра влада и во претходниот систем и во овој систем. А јас со возраста и претходниот систем добро го знам. Добро. Да му кажам на господинот Бачев, јас бев предложен од стариот систем, помошник совозен секретар за финансии. И нешто сум научил, нели? И возраста, према тоа, ако тоа така, сето тоа гледано, сублимирано, упоредувано, и сега што се предлага, читајќи ја програмата, мислам дека Република Македонија и во претходниот систем, и во овој систем има најдобра влада, начело
со почитуваниот премиер Никола Груевски. Нема да сгрешам ако кажам дека вие одите со 2064 проекти на ВМРО ДПМН и на нив ги додавате оние 5 кои што ми ги спомнате. Да, нормално. Јас малку ми е нелогично